Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вчера го усвои новиот предлог закон за заштита на потрошувачите. Преку ова законско решение се обезбедува високо ниво на заштита на правата на потрошувачите, но и се гарантираат полесни услови за деловно работење на компаниите. Преку ефективен надзор на пазарот, подобро информирање и едуцирање на потрошувачите за нивните права, зајакнување на независноста и репрезентативноста на Сдруженијата за заштита на потрошувачите, овој закон ќе овозможи подобро остварување на правата на потрошувачите. За прв пат со овој предлог закон сериозно внимание се става на санкционирање на нечесни трговски практики, измамнички трговски практики и агресивни трговски практики при продажба на стоките и услугите, вклучувајќи ги тука и недвижностите, дигиталните услуги и содржини. Потрошувачите, чии права се повредени преку нечесни трговски практики, измамнички и агресивни трговски практики од страна на трговецот, имаат право на надомесна штета, на сразмерно намалување на цената и раскинување на договорот, додека за трговците се предвидени глоби, санкции и забрани за вршење на дејност. За прекршување на одредбите од овој закон предвидени се глоби од 50 до 500 евра за одговорно лице и трговец поединец, односно од 500 до 10.000 евра за трговците во зависност дали станува збор за мал, среден или голем трговец. Светската економска криза на површина извади многу нечесно измамничко постапување на одредени трговци на штета на потрошувачите. Со овој закон значително ќе се унапреди заштитата на потрошувачите и ќе се стави крај на неетички, измамнички пракси од страна на трговците. Согласно постапката, овој предлог закон ќе влезе во собраниска процедура и очекуваме дека сите пратеници ќе го поддржат за тој да биде што поскоро усвоен и да стапи на сила. Заштитата на граѓаните и нивниот животен стандард останува врвен приоритет на парламентарното мнозинство и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.